Денешната тема е една од соборностите теми на нашето совремие, тоа е самата цивилизација. Оваа денешна цивилизација во која што ние живееме води потекло уште од времето на Ренесансата и хуманизмот. Тогаш се поставени основните предпоставки на сета оваа денешна цивилизација, почнувајќи од англискиот филозоф Френсис Бекон, кој рече дека знаењето е моќ, и Рене Декарт, кој рече дека мислам значи сум, постојан. Тие три предпоставки, хуманизмот како величање на човекот и се за човекот, потоа знаењето како моќ преку науките, како и Рене Декарт мислам значи сум, односно самосвест, го представуваат граѓанското општество. Брови мы наступим, если враг захочет нас сломать. Как невесту родину мы любим, бережем, как ласковую мать. Il popolo italiano e il regime fascista sono una unità compatta, infrangibile.
Това граѓанско општество, или како што се вика уште модерна, во 20. век веќе е завршено и почна постмодерната деконструкција на целокупната таа модерна од 4 века. Што со таа идевешна цивилизација која што Бекон ја очекуваше со онаа своја парола знањето е моќ? Практично сме ние сведоци денес во современата цивилизација дека имаме три големи светски лаги. Првата светска лага е митот за демократијата, која води потек уште од времето на античка Грција. Демократија практично не постои. Тоа е само една измама да се заведуваат масите, да гласат и практично од тоа никаква полза нема. Вториот мит или измислица, тоа е човекови права и слободи. Декларативно, јавно, во секакви документи секаде постои такво нешто. Но во стварниот реален живот, поединецот, индивидуата, тие собствени човекови права, слободи не е ни свесен, ниту може да ги живее, и да е свесен и да сака да ги живее, не може да ги живее. Првото и основно ограничување, тоа се самите институции на државата, која држава Боже практично треба да го заштитува него, таа е она која него го експлоатира. Третата светска лага, измислица, тоа е граѓанско општество. Граѓанин може би треба да и постои, но граѓанин како таков самосвесен за себе е нешто нонсенс, неспоиво со држава, бирократија, институции. Каде води оваа цивилизација? Само во оваа цивилизација, со сите своји утопии кои што ги имавме во 20. век, кои му ветуваа на човекот и на сите луѓе, почнувајќи од фашизмот, кој што ветуваше и мислеше да создаде едно општество, заедница, тоталитаризам, практично индивидуа не може да мисли. Национал-социализмот исто така ветуваш еден тоталитаризам во кој пак индивидуата не може да мисли. Потоа, комунистичкото движење од 19. век, 20. век, социјалистичките револуции, кои ветуваа едно ново општество, ослободување на човекот, ослободување од експлоатација, видовме и сами како 1989 година заврши. И тоа беше една голема утопија, која дури сега можеме да ја согледуваме. И, конечно, дали се нуди некаква нова утопија, која ни ја представуваат како нова реалност на живење. Па да, тоа е новиот светски поредок, кој се инаугурира и кој мисли да биде единствен на целиот овој свет. Дали во овој нов светски поредок поединецот конечно ќе биде слободен,
граѓанин кој демократски ќе одлучува за собствениот живот, за својата работа и за своето живење и начин на живење. Во тоа се сумневам, бидејќи сеопштата глобализација во светот, која што сега се случува и се инаугурира, практично ќе доведе до унифицирање на сите народи и на сите поединци во нивниот начин на живот, култура, обичаи и сваќања. И нема да се дозволи различно мислење, туку едно мислење, едно мислие. Тато е Европската Унија, значи Унија да се унифицира. Тоа е една нова утопија, тоа е еден нов тоталитаризам кој му се предвестува на самиот човек. И конечно ние не знаеме како ќе заврши таа нова светска утопија, таа глобализација, таа унификација и сето она што сега во моментот се случува. Па и не е нешто чудно што нашата тема самрак на цивилизацијата, може би ние го живееме мигот кога сме токму во почетоците на тој самрак. Сега што мисли завршува вака. Мислењето е болест.